Идеја за празни министри која ја нема никаде во законот е доказ дека СДСМ е во слободен пат и се фаќаат за секоја можна сламка за спас. Познавачите велат дека најновата реторика на Димитар Ковачевски, ВМРО ДПМН да немале министри ако него гласаат Талат Џафери за премиер, е најобична политичка провокација во рамки на предизборната кампања. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели дека во наредниот период можеме да очекуваме и повеќе од валкана кампања од страна на власта. Кога е СДСМ веќе во прашање, веќе се гледа слободниот пад, веќе се гледа и поднесувањето на луѓето дека бараат, да кажеме, одредени нивни кадри, одредени луѓе бараат спас, да кажеме, во некои други опции или во самата опозиција. Така да, јас ова негова изјава не ја гледам како ништо друго, освен како една своевидна политичка провокација, а дека на терен ќе се случуваат византиски игри уште сега, тоа е повеќе од очигледно. Не очекувајте некаква чиста и романтична изборна кампања. Според Ристевски, Ковачевски веќе е политичко минато, вели за оваа теза, треба да го прашуваме идниот премиер, а не лидерот на СДСМ, кој немал кредибилитет, бидејќи воопшто не е избран од граѓаните. Јас не знам од која позиција тоа Ковачевски го кажува, дали како претседател на партија или како поранешен премиер, затоа што во дадената ситуација кога веќе ќе се гласа нели новата техничка влада, тој нема да ја обавува функцијата премиер, така да и кредибилноста на изјавата не ја гледам како кажување, тоа ќе биде влада на Талат Џафери. Така да Талат Џафери би требало да искоментира нешто по таа основа, а Димитар Ковачевски би можел да зборува како претседател на партија кој исто така не е пратеник, значи не е во собранието директно и не би гласал. Инаку премиерот Ковачевски побара од собранискиот спикер да формирал влада без технички министри од ВМРО ДПМН, ако пратениците на опозицијата не гласале за изборот на Џафери за премиер. Инаку токму Мицкоски бараше да биде укината техничката влада, но Ковачевски беше оној кој тврдеше дека таа морала да ја има, бидејќи била законска обврска, а опозицијата, ако не предложила министри, ќе го прекршиле законот. Овој став на актуелниот премиер е сосем спротивен од она што сега го говори, дека требало да има празни министерски позиции.